Само ден по европскиот извештај, владата најави чекор со кој што крши меѓународен договор подпишан токму помеѓу Македонија и Европската комисија. Одложена е либерализацијата на пазарот на електрична енергија за 5 години. Што значи ова? За фирмите. Голема е веројатноста дека ќе се покачи цената на струјата за над 70.000 мали и средни предпријатија. Токму овие предпријатија со либерализацијата очекуваат да добијат можност за поевтина струја. Одложувањето на либерализацијата директно ќе влијае на покачувањето на цените на основните животни производи. Фирмите со либерализацијата се очекуваше да добијат поевтина струја за 20 до 40%. Имено тие сега плаќаат цена од 96,5 евра за мегават час, додека големите компании кои што се веќе излезени на слободниот пазар плаќаат 20 евра помалку од малите и средни предпријатија кои што сега ја немаат таа можност. Од намалувањето на цената на струјата за малите и средни предпријатија директна корист ќе имаа граѓаните кои што се и корисници на нивните производи и услуги. Што значи тоа за граѓаните? Бидејќи знаеме дека ВМРО ДПМН ќе се обиде да се правда за одложувањето на либерализацијата на пазарот на струја со стравот за покачување на цената на струјата, ќе ги подсетиме на следно. Еве, например, изјава од пред само 2 месеци од Регулаторната комисија за енергетика. Велат, со либерализацијата не се очекува зголемување на цената на струјата. Само пред 3 дена, директорот на операторот на пазар на електрична енергија при МЕПСО изјави: новите учесници на пазарот, со реформата што се спроведува со целосна поддршка на владата, ќе добијат можност да ги намалат трошоците за струја. Кога владата лажеше? Вчера или пред 3 дена? Како тоа токму сега, кога завршува рокот за либерализација на пазарот за електрична енергија, се сетија дека струјата ќе се зголеми за 20%. Власта на Груевски во текот на своето 8 годишно владење им ја зголеми веќе цената на струјата на граѓаните за 75%. Наместо да се одложи либерализацијата, СДСМ предлагаше и повторно ги повторува своите предлози. Да се врати ефтината дневна тарифа за домакинствата. Владата да инвестира во енергетски објекти наместо во музеи, споменици и панорамски тркала. Владата со закон да гарантира зголемени субвенции за сите домакинства кои што нема да можат да ја платат својата сметка за струја. Владата на Груевски нема издржана и реална енергетска политика. До сега не превзема никакви чекори за заштита на граѓаните, а за жал сега е веќе доцна. Македонија е премногу зависна од увоз на електрична енергија, а тоа директно влијае врз крајната цена на потрошувачите и домашниот буџет на граѓаните. Благодарам, ако имате дополнителни прашања, повелите. Господин Лачевски, како ти се односите во коалицијата со НСД, зашто советничката не доаѓа во општина центар на седмиците, како ке коментари? Односите се редовни и нема никакви проблеми во коалицијата. И уште едно прашање, дали се дошли информациите дека десетина пратеници најавуваат праќање во собранието? Сте имали извршен пред неколку дена? Има ли партијата таква информација, сте разговарали и дали има промени во ставот? Ова е не знам која најава поред за враќање на дел од нашите пратеници и е повторно пуста желба на премиерот најверојатно Груевски. Се работи за шпекулации кои што се појавија во дел од провладените медиуми, кои што немаат апсолутно никаква врска со вистината. Повелите. Што очекувате сега? После извештајот, така како што беше, очекувате ли да продолжи диалогот со Груевски? Нашите барања и нашите ставови се многу јасни, долго време цврсти и кристално јасно позиционирани. Од Груевски зависи дали ќе прифати да воопшто разговара
за темите кои што се од важност на сите граѓани на оваа земја. Треба да имаме политички диалог. И кога очекувате да се верифицираат оставките на пратениците? Ние го повикавме председателот на Собранието Трајко Велјановски, тоа го направи веднаш. Не очекуваме апсолутно ништо. Тоа е во негови раце и повторно го повикуваме, доколку немаат намера да воопшто разговараат, да ги ефектуираат оставките на нашите пратеници.